За само неколку дена, две изјави од највисоките државни функционери ја отворија можеби најважната економска тема за иднината на граѓаните. Премиерот Мицковски предупреди дека голем дел од идните пензионери нема да бидат задоволни од состојбата на своите сметки во вториот пензиски столб, а гувернерот Славевски оцени дека значителен дел од осигурениците би можеле да останат и без минимална пензија доколку не се направат реформи. Дали Македонија влегува во најголемата пензиска реформа од воведувањето на вториот столб, кој требало навреме да предупреди дека системот се соочува со сериозни предизвици? Дали проблемот е само во вториот столб или многу подлабоко во демографските промени, иселувањето и се помалиот број луѓе што го полнат пензискиот фонд? Во емисијата отвараме уште едно важно економско прашање. Дали цените на недвижностите се оддалечуваат од реалната куповна моќ? Дали младите се потешко доаѓаат до сопствен дом? Да си кажеме со меѓународниот финансиски консултант Бојан Петровски. Добро дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Како што најави во првиот дел од емисијата ќе зборуваме за пензиите, бидејќи на вашите социјални мрежи, на профилите, пишувате на оваа тема и тоа не само сега, откако темата стана актуелна и во јавноста. За само неколку дена слушнавме две многу сериозни пораки, би рекол. Премиерот рече дека многумина нема да бидат задоволни од она што ќе го видат на своите пензиски сметки, а гувернерот Славевски предупреди дека дел од идните пензионери нема да можат да обезбедат ниту минимална пензија. Првото прашање би било, ако проблемот постои со години, зошто државата дури сега почнува отворено да зборува за него? Што се смени? Тоа е многу добро прашање. Првото добро прашање е зошто млади луѓе од 34, 35 години, 30 години, 28 години, 25 години почнуваат сериозно да се интересираат за одговор на овие прашања. И прашањето што се смени треба да се даде да се праша на друго место апсолутно, бидејќи вака доаѓаме дека секоја владеачка номенклатура што се менува од осамостување на Македонија до денес некако го прескокнува овој проблем. Многу извештаи на ревизијата со години назад ги даваат овие забелешки, но на крај единствената промена најверојатно што се случува е она дека актуелно станува дека земаме нови позајмици, дека се заемуваме за да ги покриеме овие давачки трошоци. Дали ова го толкувате како вовед, како најава, како подготовка на јавноста за една подлабока пензиска реформа, нешто што за срамежливо се зборува низ годиниве, иако јавна тајна е дека пензискиот систем е под притисок со години. Еве сега слушнавме дека има владата формирана комисија, анализи подготвуваат и Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Високи функционери на владата веќе тоа јавно го најавуваат. Мислам повисок од премиерот, мислам дека и немаме кој да го каже тоа, каде што овој пат директно се збори дека можеби има проблеми, дека можеби ќе настапат кон некоја сериозна реформа кон менување на постоечкиот пензиски систем. Пак ме загрижува на можеби како ќе се направи тоа, бидејќи никој уште директно не кажува што би се превземало како активност. Уште се пренасочуваат самите ситуации кон меѓународни институции и кон работни групи кои треба да дадат одговор. Како ќе го дадат одговорот и за колку време ќе го дадат одговорот, на крај на денот искача дека патат моменталните давачи, односно луѓето што го финансираат самиот фонд. Да, освен премиерот Мицковски и гувернерот Славевски, го слушнавме и заменик министерот за труд и социјала, односно номинираниот министер Ѓоко Вилковски, кој рече во настап за ТВ Сител дека е можно дури и укинување на вториот столб. Значи дебатата се фокусира на вториот столб, но дали сметате дека тоа е суштинскиот проблем на целава оваа тема или само симптом за многу подлабок проблем? Старење на население, иселување, се помал број на луѓе што плаќаат придонеси и луѓе кои го полнат пензискиот фонд. Видете, ние мора да се научиме дека кога има проблем, односно докторски да речеме, кажам докторите кои што видат болеста да се превенира, односно да се прекине уште пред да почне. Ние сега веќе не само симптомите, ние почнуваме болеста да и наоѓаме можно решение кое навлезне длабоко во порите на самиот систем. Ова не е од сега. И ова не потекнува само, не е проблемот само вториот столб. Проблемот е како парите ќе се обезбедат за самата пензија на граѓаните, како ќе се народски кажано наполни дефицитот на самиот пензиски систем и пензиските фондови. Но како што напоменавте, демографијата е една работа, односно колку граѓаните, односно колку имаме работоспособно население кој што може да придонесе финансиски, односно на бруто нето во полнење на самите фондови, и на крај колку имаме родени, колку имаме починати. Последните информации велат дека веќе за жал имаме повеќе починати отколку што родени во текот на 2019 на 2018-19 па навака. Тоа е само одамна требаше да биде упален црвен аларм дека
нешто не е како што треба, не само во фондот. Фондот ќе биде пензијата ќе биде најмал проблем во оваа ситуација ако продолжи овој тренд и на демографијата, но и на населението на младите луѓе во државава. Пак ќе речам, пензијата ќе биде најмал проблем доколку овој тренд продолжи натаму да се. Добро, меѓутоа ова не е ниту само наша ексклузива. Голем број земји во Европа, па не само во Европа, туку и ширум светот се соочуваат со демографска криза, а демографските трендови не одат во прилог на ниту еден пензиски систем. И од тука прашањето е кој пензиски модел би бил одржлив во ситуација кога демографијата е таква каква што е, односно негативно. Така Европа ја знаеме како јас и ти сме различни генерации, не си постане го повозрастен од мене. Европа се надзираше на теоријата на социјала, каде што граѓаните нормално ќе одделуваат дел од својот буџет, при тоа што државата после ќе им возврати во поодминати години каде што нема да бидат работоспособни, односно да го изживеат они преостанат трета доба од животот на далеку поквалитетно ниво. Немојте да ги споредуваме пензионерите во Европа и пензионерите во Македонија. Пензионерите во Европа од текот на пензионирање почнуваат да шетаат во други земји, да живеат еден поинаков живот и квалитетот на живот во Европа и квалитетот на живот тука. Загрижувачки моментот дека изјавите последни не идат во насока на решение, него идат во насока на барање одговор од меѓународните институции. Се споменува одговор од Светска банка, се споменува одговор од ММФ, работни групи, значи ние бараме решение веќе од надвор. Дали тоа значи дека тука моментално можеби немаме капацитет да го решиме ова? Дали тоа значи дека експертите од надвор ќе го дадат брзо одговорот или дали имаме некаква информација за колку брзо време ќе преидеме во директна, како што ги кажуваат моментална реформа, односно спречување на оваа ситуација. Ова мора директно да се пресече. Затоа што ова не може да иде до недоглед. Прво да им стане јасно на граѓаните, вториот столб е столб каде што парите на граѓаните се оплеменуваат финансиски кажано, каде што треба да бидат голем дел од моменталната од идната пензија на граѓаните, доколку првиот столб се оние пари каде што ние моментално ги финансираме сегашните пензионери. Ако се односот 1:1,7 моментално 1:8, ние ако пројдеме повеќе од двајца работници на еден пензионер или можеби тројца работници на еден пензионер, ќе влеземе во друг проблем. Меѓутоа и сега пензискиот фонд се дополнува со пари од државниот буџет. Тоа значи дека имаме проблем и тоа со години назад е така. Многу проблеми искочија во јавност. Прво, самата ситуација се темели на муабети, на разговори, на шпекулации. Уште граѓаните моментално има паника. Мини паника владае меѓу јавноста, каде што веќе на кафе кога ќе седнеме со луѓе, сите не само ја, сите кога ќе седнеме и како што го рековте преска јавна тајна дека веќе се зборува во надворот се дека дали ќе има пензија, што ќе се случи со ова што го правиме, што значи укинување на или реформа или дека можно укинување на еден цел пензиски столб. Граѓаните не знаат. Граѓаните не знаат и должна е државата да им го објасни тоа, од една страна да ја смири ситуацијата, да каже дали е во ред, зашто имаме сега микс, односно изјави кои што една од друга почнуваат да се малце поразлични. У една изјава идеме у крајност каде што гувернерот вели дека можеби би имало укинување на нешто, премиерот од друга страна вели дека можеби ќе има незадоволство кај идните пензионери и дека ќе се бара реформа. Заменик министерот е вчера, мислам дека вчера вечерта беше каде што вели дека преку министерката за финансии бара помош од меѓународни институции и тоа ствара една можност за шпекулација, ствара каде што граѓаните во никој случај нема да бидат во добивка доколку немаат точни информации што се случува со нивните пари. Вториот пензиски столб е создаден негде 2006-2007 со таа реформа. 2 децении, значи подоцна се отвора прашањето колку тој си ја завршил работата. Во дел од објаснувањето на Славевски беше дека приносите, како што рековте, тој фонд е замислен да ги оплодува придонесите кои граѓаните ги ставаат таму, не биле според очекуваното. Дали тоа значи дека економијата ни е таква каква што е, или приносите генерално и во други земји кои имаат повеќе пензиски столбови не се според очекувањата? Мислам дека многу е често да кажеме што било очекувано. Што било очекувано, кои бројки биле очекувани и според тоа да кажеме некој можеби би се огредил, некој би рекол не е наша вина, некој би рекол можеби не е направено доволно, но на кои основи, на кои математики, на кои анализи се водела таа стратегија од тоа време и буквално кои биле очекувањата до каде треба да стигнеме. Нормално да не забораваме дека инфлацијата има голема улога тука надвор од сите наши можности, наши активности, но честно е да се каже кои биле очекувањата и зошто овој пат не функционира, односно да се каже кои ќе биде решението. Добро, во целиот овој процес каде е одговорноста на институциите? Вие како финансиски консултант си го поставувате ли тоа прашање? Бидејќи имаме институции во оваа држава,
за втор пензиски столб кој е задолжителен, каде дел од придонесите на граѓаните кои се вработени по воведувањето на таа реформа одат во вториот пензиски столб. Го имаме МАПАС како регулатор на вториот пензиски фонд, државна институција, Министерството за финансии како креатор на сите политики од областа на финансиите, Министерството за труд и социјала како институција која го раководи пензискиот систем, на крајот и Народната банка како институција која ги следи сите макроекономски и финансиски движења и ризици во земјава. И сега ако денес слушаме дека приносите од вториот пензиски столб не ги исполниле очекувањата, требало ли некоја институција порано да го вклучи алармот да реагира? Што чекаме 2 децении? Зарем тие приноси сега последниве години забележавме дека не ги очекуваат, не ги исполнуваат очекувањата? Да не ги забораваме банките како гарант на средствата, да не ги забораваме приватните инвестициски фондови кои што исто тука кои се носители на проект. Така, затоа што има сами тие се лиценцирани од државата. Сега јас како граѓанин кој обичам тргни ги на страна сите оние титули из консултант, не е битно. Разговараме се како обичен граѓанин. Јас треба да имам како обичен граѓанин целосна доверба во државата, да знам што се случува моментално со моите средства. МАПАС од една страна пред неколку, мислам дека ден или пред неколку недели, не ме држите збор, рече дека приносот одел според очекувањата во вториот пензиски столб. Од друга страна имаме сосема друго 360 степени различни изјави од самата влада како институција, така што мислам дека прво они треба да седнат да се договорат, да видат кои се фактите и што е реалноста, но загрижувачки е. И на крај на денот тоа не е од граѓаните, тоа не е од владата или од некој трет или од надвор, тоа се ревизиски, официјални ревизиски извештаи. Ние збориме за официјални ревизиски извештаи во минатото, кој што сега овој последниот што беше, навистина отвори еден друг разговор што е далеко, што е започет далеко подиректен, затоа што еве на пример после многу години прв пат некој излага и вели дека стварно имаме проблем, може да има проблем, може да се укина или треба реформи или нема да има очекувани примања кон идните пензионери. Дали мислите дека еве ако се укине вториот пензиски столб, проблемот ќе биде решен или симптомите само ќе бидатублажени? Не. Ќе биде купено време. Апсолутно не социјален мир е тоа. Тогаш значи дека целиот терет ќе се префрли на првиот пензиски столб и знаеме тоа од кај се финансира, тој се финансира од даночните обврзници. 3 решенија ќе бидат Европа што ги прави тука. Ние не можеме магично стапче да измислиме. Едниот е кривање на даноците, значи удар кон економијата, вториот кривање на старосната граница, удар кон идните пензионери, односно кон целата работоспособна популација или таа што ќе остане до тој момент, и другиот е кривањето на платите. Сега прашањето на кого ќе ги криваме платите и како ќе ги криваме платите, како ќе го издржиме тоа кривање на платите. Не е проблем секогаш желбата. Сите имаме желба да има огромни плати, така треба да биде. Платите треба да бидат големи. Но колку самата економија и нашиот финансиски систем од држава ќе го издржи тоа. Спомнавме претходно европски примери, рековте дека не можеме да ги споредуваме македонските и европските пензионери. Во таа смисла сакав да кажам дека Холандија размислува за постепено зголемување на старосната граница, Германија исто така на 67 се крева старосната граница за пензионирање. Многу земји во Европа, посилни економии од нас, размислуваат за таа опција, кревање на старосната граница. Вие велите и во Македонија се тие неколку опции на располагање, или кревање на старосна граница, или намалени пензии, или пак зголемени придонеси. Постои ли четврто решение од економска гледна точка? Четвртото е тоа што се прави сега по земјиците. Моментално државата се позајмува за плати и пензии, тоа го гледаме и во дефицитот на буџетот, каде што колкав процент од буџетот оди кон плати и пензии, кон оние расходи што се кон држава 36-35, помеѓу 27 и 36% државата дотира во моменталниот празен дел од пензискиот фонд. Што ќе се случи понатаму? Добро, ако за Германија, за Холандија, за Данска не е лесно ова прашање и тие одат во една непопуларна реформа, често пати соочени со протести, кој од овие неколку решенија можни е најадекватно за Македонија, имајќи предвид за развојот на македонската економија, карактерот на државата генерално? Од овие сите решенија ниедно нема да биде популарно. Ниедно нема да дочека аплауз и восхит од самите граѓани. За жал државата ќе мора да превземе, или за среќа државата ќе мора да превземе итни активности. На краток и на среден рок може би укинувањето на вториот пензиски столб ќе донесе некој половичен мир во пензискиот систем, но не сум сигурен дека за 10 на години дека повторно нема да се појави поголем расод каде што ќе мора да се поклопи овој дел. Заедно ако ги разгледаме сите дали кревањето на старосната граница, на кого ќе ја кренеме старосната граница, зашто се соочуваме со сериозен излив на млади луѓе од држава. Значи тоа е еден поврзан ланец, ние треба да почнеме од сосема друго место за да стигнеме до ова. Ние треба да ги задржиме луѓето прво тука, за да придонесат
затоа што главното решение на ова поголеми придонеси за повеќе луѓе вработени со поголеми придонеси, со бројката зголемување, целосно бројката на вработени луѓе од држава со поголеми плати. Вие сте релативно млад, меѓутоа ако денес сте на почеток на кариерата, прво вработување ако имате утре, каде би се одлучиле да штедите? Колку би се потпреле на првиот пензиски, на вториот пензиски фонд, а колку би се определиле за на некој начин долгорочно штедење, инвестирање за сами да си обезбедите вашата имнина како пензионер? Сега со овие информации да се вратам, не знам, може 15 на години, 15 на 12-15 години назад, има еден дел што државата вика мора да биде таму во тоа купче, но целата моја енергија би ја вложил во можеби приватно, односно некое решение кое што би ми дало оплодување на моите средства на долг рок, бидејќи не сум сигурен, не дали ќе има пензија, него колкава ќе биде големината на самата пензија. Можеби во иднина. Добро, пензиите, демографијата, недвижностите изгледаат како навидум различни теми, но всушност се тесно поврзани. Ако младите се заминуваат, ако се раѓаат помалку деца од околу што умираат граѓани на Македонија, становите стануваат се поскапи и потешко достапни за новите брачни двојки. Каква економија градиме за следните години, за следните децении? Многу добро прашање, многу имам размислувано за ова. Имаше еден назив вика можеби градиме економија на кераџии. Зошто градиме економија на кераџии? Затоа што на крај во двете овие приказни, и во недвижностите, и во пензијата, дури во било која економска и во земјоделството да го земи било што, на крај на денот доаѓа моментот на куповната моќ. Кој тоа може да го плати, ги се одговарате на прашање, кој тоа може да го купи? Односно ваму кој може да ја плати пензијата, односно придонесите, од друга страна кој може да го купи станот, така што мораме многу посериозно да размислиме за куповната моќ, односно на кого ќе имаме понуда и каква ќе биде одзивот, каков ќе биде назад кон самата понуда. Бидејќи постојано во делот одговорите реферирате на демографската криза, дали сметате дека демографските тенденции и трендови во Македонија низ годиниве се поголем проблем од инфлацијата, да речеме? Да, апсолутно. На крај се докажа дека младите не се заминуваат само поради пари. Тоа е муабет од 90-ти години. Младите се заминуваат поради квалитет на животот тука, поради поквалитетно образование, чист воздух, поради добра инфраструктура, поради јавен транспорт, поради еднакви можности, поради корупција, поради подобро место за живење и еднакви можности на можеби на некое друго место. Парите доаѓаат сега, ако во 90-тите години, 99-2000-та беа финансиите главен дел, сега многу луѓе што се стварно млади луѓе, одлично ситуирани, одлични работни места, се заминуваат поради квалитет на живот. Колку долго една држава може да издвојува буџетски пари за фондот за пензиско осигурување, без при тоа да ги ограничува инвестициите во здравството, образованието, инфраструктурата? Добро прашање, зависи колку брзо ќе во која ситуација е државата. Зависи на една држава како Македонија. Ете, Македонија има зависна и кревка економија. Ние имаме сериозни предизвици како држава. Пак се врти околу некои основни работи, околу увозот, извозот, околу демографијата, околу работоспособно население. Колку може да издржи, тоа е навистина тешко директно да се одговори, но ќе издржи со купување пак речеме некој социјален мир, но не е работа да се издржи. Зошто да се издржи? Треба да се живее, не да се издржи. Лесно е да се издржи. Ама последиците од тоа ќе бидат други, затоа што политичките партии, самите влади, сите оние чинители кои што се во политичкиот свет, односно што е во државата, тоа е менлива категорија, но граѓаните остануваат тука или не остануваат. Добре, да го заокружиме делот за пензискиот систем, ако се согласувате, досега од се што слушнавме деновиви и генерално што сте анализирали низ годиниве, дека е неопходна сериозна реформа на пензискиот систем? Не само реформа, мора акција директна. Реформа, знаете, реформа е многу општ поим. Него треба директна акција да видиме што ќе правиме, како може ова се спречи. Односно се заштита од граѓаните, не избориме за заштита на парите на граѓаните кои што ги одвојувале. Никој еден граѓанин, ни вас, ни мене, ни било кој не го прашал дали ти денеска ќе бидеш на работа или не, ти си на работа денеска. Од твоето работно време, од твојот месечен учинок, лично самиот граѓанин, односно компанијата или не, ни важно како, одвојува пари. Тие пари се земаат од сопствениот буџет и се одвојува за државата, каде што државата во определен момент законски ми гарантира дека јас ќе добијам на стари години, односно во одминати години, заштита. Збориме за заштита, не збориме за пари. Секогаш ги гледаме парите, збориме за заштита, тука спаѓа и здравствената заштита. И не е само пензиската. Така што ќе мора да се преземе нешто итно. Итно сега. Ако не се случи по нашите стари обичаи дека многу зборуваме, малку правиме, како ќе изгледа пензискиот систем во 2040 година? Може ли да се предвиди? Да видиме дали ќе изгледа. Дали ќе изгледа прашањето, не како ќе изгледа. 2040 не е вака далеко е сега од тоа, ама
За 15 години од сега. Дали- Како Да, со овој тренд на демографија и со оваа работна сила што имаме моментално, зашто сега ќе влеземе и во друга тема, има многу најави за носење на економски работници, затоа што самата држава е свесна дека ние имаме проблем со работоспособно население. Тие луѓе како ние ќе ги вклучиме во системот и во пензискиот, дали ќе ги вклучиме во пензискиот, како ќе ги вклучиме во социјалниот систем на државата и како тие луѓе ние ќе ги платиме. Многу прашања се или ланецот на по-конкретно многу и она што го поставува и самиот гувернер. Вели, оние луѓе што ќе почнат да се пензионираат од 2030 до 2032. Значи, онаа генерација која сега се приближува до пензија, какви пензии, нема да може да оствари ниту 70 до 80% проценти од тие луѓе нема да можат да остварат ниту минимална пензија. Па јас викам една друга честна работа да се кажеме. Ако млади луѓе сега што имаат, не знам, 15, 17 години млади деца, 18 години сега што почнуваат, можеби е многу честно да им се каже каква е ситуацијата, па они сами да решат што ќе прават со кариерата, и со начинот на живот, но и со самата инвестиција за можеби друг начин на осигурање на капитал за виднина. Како млад човек кој работи во Македонија, иако сте меѓународен финансиски консултант, работите и надвор, меѓутоа еве човек што ја гради својата иднина дома, решил да остане тука. Така. Од што сте најмногу разочаран? Од многу работи, не од една. Од многу работи. Прво од односот кон младите луѓе во државата. А и сега веќе не сум толку млад, премлад за да зборам, но не било многу давно кога сум имал 28 и 25 години, 26. Во кој процес се младите вклучени од 92 година до денеска? Во кој процес на одлучување се вклучени или прашање како треба нешто да функционира? Зошто не се зачленивте во политичка партија? Порано пред повеќе години пробав да придонесам во политичка партија, но видов дека моето учество не може да го постигне тој дел ја што го сакам како промена во таква организација, затоа се решив тотално се останам во приватен сектор. Зошто? Што не овозможува политичката партија? Видете, политичката партија е организација на интерес. Сега интересите дали се индивидуални или дали се колективни е многу добро прашање. Во некои моменти многу се индивидуални и во таква номенклатура јас не гледам личните. Добро, зошто младите се заобиколени во Македонија? Зошто не се прашани? Кој треба да ги праша? Секој. Како да се Државата, институциите, прво видете. Како да се артикулира нивниот глас, освен во преку политичка партија? Има ли друг начин? Ние сакаме да ги користиме младите во фускулиран тон. Ние сакаме да ја младите се иднината, а младите светот останува. Не сегашноста се младите, не се иднината. Тоа не постои дека младите се иднината, а со сегашното што правиме. Сега доаѓаме дека сегашниве млади пензија може да нема да земат во иднината. За идните млади не знаеме што ќе се случи. Затоа паѓа во вода, во наводници секој разговор. Не е само делување да се дел од политичка партија. Политиката не е политичка партија. Јас сметам дека секој млад човек треба да се интересира за политика. Политиката е еден голем спектар на активност. Дури како индивидуалец, дури и во неформална група, во неформално движење. Но и ако се решиш да се дел од политичка партија, треба да делуваш честно и со одговорност прво кон државата. Што ќе оставиме ние за државата, треба да почне од себе и како ние ќе продонесеме ова место да стане подобро место за живење. Но ако се претопиш во моменталните ситуации во политичките партии, на крај искачи младите станаа за лепење на плакати. Ајде за младите, колку жени има на политички функции, не се само младите тука проблем. Колку жени има на политички функции и на јавни позиции. Значи, темата е многу голема и колку млади луѓе им се дава можност да делуваат во рамките на политичките партии. Еден, двајца млади луѓе во членови на извршни одбори на раководни тела, тоа не е Како ова да се промени? Бидејќи кога ве прашав што најмногу ве разочарува, тоа што младите се заобиколуваат, никој ништо не ги праша. Тоа е една од работите. Другите работи се Како да се промени тоа? Како би можело да се промени? Се почнува и завршува со образование. Образованието креира активни граѓани. Активниот граѓанин се дели на повеќе, може да делува на повеќе места. Активниот граѓанин сте вие кога ќе пишете јавно нешто. Активниот граѓанин сте вие кога ми давте можност денеска јас како помлад човек да бидам тука, вие можете да викнете било кој што е далеко поискуствен од мене со не знам со 40 години стаж. Колку млади луѓе сте виделе на телевизија да искочат да зборат на ваква тема? Кој им дава можност? Од таму се почнува прво од самите нас. Вие со вашата моментална можност ми давте мене покана јас да бидам тука, некоја друга телевизија нема младите каде да се обратат. Од друга страна, самите млади преку пак ќе речам се почнува со образование. Кога би биле во можност на креаторите на политики да им кажете три најважни нешта за да се намали процентот на иселување од државата, кои мерки би биле тие? Образование, Кога велите образование и широк поим, што во образованието? Што треба да се смени? Целосни реформи од ниското образование, средното до високото образование, квалитет на институции, на образовни институции, до решавање на проблемот со корупцијата како главна
точка дамка во нашето општество и накрај целосно вртање кон економијата. Имаме луѓе за тоа? Имаме. Каде се? Тука се не се прашани, не се искористени. Добро, ваша специјалност се недвижностите. Како меѓународен финансиски консултант консултирате, учествувате во процеси на трговија со недвижности, и тоа не само во Македонија, туку напротив, сконцентрирани сте надвор. Како што рековте преска, во една ваша објава на социјалните мрежи употребивте еден интересен израз, киријаши или кираџи, дека Македонија поради разликата во приходите и куповната моќ на граѓаните, односно цените на недвижностите, создава генерации на кираџи. Така. Колку сме близко до тоа сценарио? Од кога почнавме да создадаме кираџи? Порано беше дека, за разлика од многу европски земји, во Македонија секој поседува свој стан. Односно голем број од населението поседува свој стан. Треба да им кажеме, можеби фала многу на нашите родители, баби и дедовци. Ајде да прашаме друго прашање, колку од младите луѓе успеваат да создадат свој дом, да купат свој објект? Ако знаеме, ние сме можеби едни од ретките земји тука, овој регион на Балканов, едни од ретките региони во светот кои што луѓето си поседуваат сопствен имот. Претежно сегде во светот знаеме дека луѓето претежно живеат под рент или под народски кажано кирија, што не е лошо, им дава други можности за движење, за менување на работно место и флексибилност. Но ние сме тука привилегирани со наши објекти, останати можеби во наследство, затоа што 90% од нашите родители и баби и дедовци си имале свои. Мислите дека сегашната средна генерација во Македонија нема да може на своите деца да им остави исто така во наследство стан? Ќе може да им остави зашто што ги имаме наследствата од нашите родители, но ние збориме што ќе создадеме сега и ние сами. Кои се тие кираџи што се создаваат? Овие што ќе ги создаваме во моментов сега и што ќе ги создадеме во неколку години напред. Зошто купувањето на сопствен дом е далечен сон? Скапо е, затоа што е скапо. Многу едноставен одговорот. Како ти ќе ги оствариш своите 90%, 80% да речеме од становите се купуваат на кредит. Може да се согласиме така. Кредитите во Македонија се релативно ефтини, парите. Така е. Каматите се релативно ниски и се многу пониски од многу европски земји. Така е. Колкава е куповната моќ и колку луѓето имаат високи плати, затоа се го возможат да го плаќаат на долг рок. Тоа е главното прашање. Сега ако некогаш некој ќе даде одговор, па добро, ако се тоа можеби млад брачен пар, па ќе ги спојат самите двете плати или двата придонеси што ги имаат кон домот. Но колку тој има издатоци, колку е расходот и колку на долг рок може да биде тоа. Ние знаеме веќе дека во Скопје се движи квадратот повеќе од 2000 евра по метар квадратен, 2500, 600, 700 на убави локации. Тоа значи дека за станот, не знам, од 30-40 квадрати ние треба да земеме многу голем кредит, плюс камата и да не го забораваме учеството во приказната. Значи тука се многу фактори поврзани, колку луѓе во иднина тоа ќе може да се го дозволат. Ајде да гледаме и втората варијанта. Некои сакаат тоа за бизнис да го искористат, да купат стан да го издаваат. Колку е сигурно дека тој стан, видете, кога купуваш стан под кредит, ти си на нула кога го исплатиш кредитот, а некога ќе го купиш станот и кога ќе дадеш под рент стан. Дали тоа значи дека не знам 20-30 години наредни ја треба да имам цело време да ми е полн станот со кираџи, но и киријата сега од пред 5 години беше 250 евра некоја средна кирија, сега е више до 400 евра сега. А голем број од луѓето што се под кирија се студенти и голем број треба нели нормално млади луѓе да се самостојат од дома. Ние викаме нели статистика, имаше млад човек во Македонија, има шега нели на 32 години уште се ја вика детска спалната соба. Како ние ќе ги мотивираме да се купат свој стан и да си селат од дома? Еве ки самата кирија доаѓа до 400 евра. Сам човек 400 евра, знаеме простичната плата во Македонија колку е, се 40 и нешто илјади. Ако он ги даде 30 или не 30 еве најдобрата варијанта 350 евра, 18-19 илјади за рент за станот. И сметки да плати уште не знам 4-5 илјади денари. Што му остава него? Кај му е храната, кај му е транспортот, па треба ли тој млад човек да живее? Да посети театар, да посети кино, да оди во теретана. Велиме дека имаме нездрава нација што не јаде добра храна, што не се храни здраво, обезност што има. Како он ќе си го дозволи тоа, ако ќе му останат уште 15-20 илјади денари, ако ја зема просечната македонска плата? Добро, во вакви услови за какви што ги опишувате, кој е вашиот просечен клиент, како изгледа вашиот? Вие имате основавте и предводите една меѓународна консалтинг агенција и посредувате при купување. Ние имаме меѓународна групација која што не работи само во Македонија, работиме на повеќе пазари во светот и ние не сме агенција, него сме консалтинг компанија, не сме агенција, не работиме агенциски. Во Македонија не го работиме тој дел со рент на станови и со продажба. Ептен некој ако побара совет, ама тоа правиме повеќе на другарска база ако чуеме од некого нешто, но во светот е друго приказното. Во светот е друго. Значи, сакате да кажете дека работите со луѓе од надвор од Македонија? Вашите клиенти се само странци? Немате? Имаме македонци, но со потреби за странство. За имат во странство.
Кои се тие македонци што имаат потреби за странство? Луѓе што може да се дозволат и кога гледаат дека цените поевтини се во странство да купат имот, него моментално во Македонија. На LinkedIn направивте споредба меѓу Дубај и центарот Да. на Скопје и имаше доста реакции таму, ги забележав. Што всушност сакате да покажете со таа споредба? Велите Дубај е подобар пазар, односно ќе наведам 10 причини зошто повеќе да се купи стан во Дубај отколку во центарот на Скопје. Така е, ги наведов причините, сите што се заинтересирани можат ке мене да отворат и да видат. Имам 50 на 20, но е да почнеме од основното дека нашиот најевтин стан моментално што го нудиме во Дубај е 97.000 евра. За колку квадрати? Се работи за 38 квадрати објект. И каде е тој стан? Тој се наоѓа во Дубај, близу Близу до еден од центрите. Близу до еден од центрите на Дубај, да. Каде што На кој кат? каде што се наоѓа на трети кат. На трети кат. Да. Каде што самиот квалитет на живот, видите квалитетот на живот во една зграда не се мери само во вие можете во Скопје да го имате најубавиот стан на свет. Да нема таков поубав. Нигде да нема поубав, но што кога ќе излеземе од влезот. На колку време имаме градинка, како ќе стигнеме до градинката, отпадот дали не е исчистен, дали имаме јавен транспорт да стигнеме до некој објект. Колку време ни треба исто се мери во квалитет на живот, колку ни треба да стигнеме од дома до работа. Значи сите тие фактори се многу важни. Што имаме во самиот комплекс што ни нуди градот. Дали војната на Блискиот исток ги намали цените на недвижности во Дубај? да. Затоа е сега ова Не. 97.000 за 38 квадрати? Не. Тоа е понуда од девелоперите. Девелоперите си имаат многу често различни понуди кон нормално сака да се привлечат поголем број на клиенти, но самите поволности се пемен планови, се викаат персонализирани планови за исплата. Тоа не се банкарски кредити, него на некаков начин договорени рати со самите девелопери, каде што ти прават заштита на капиталот, да не ги дадеш сите пари наеднаш. Зошто е уште Дубај поатрактивен од центарот на Скопје? Поради квалитетот на живот и поради големата можност за враќање на инвестиција доколку е за бизнес. Кога зборуваме за квалитет на живот, веројатно треба некој човек да се пресели комплетно таму, Да. за да тоа не можат многумина да си го дозволат, Да. или? Но Лесно е. многумина, можеби 80% од клиентите, 85% го користат тоа за бизнес. Односно многу луѓе што имаат еден објект тука, сакаат да инвестираат во втори, си прават математика, колкава ќе му биде киријата. Купуваат станови таму и ги рентаат? Да, да. Кој ги изнајмува? Ги изнајмуваат луѓе од целиот свет. И колку е киријата таму? Зависи од локацијата, од 800 евра па до може да иде до 2.500 евра за 4 или 5.000 зависи од објектот и комплексот. И сега, ако некој клиент ви се обрати вам и ве праша кој е рајот за инвестирање во недвижности, вие го како прва точка го нудите Дубај? Не, прва точка го прашуваме што му е целта за него и што значи за него рај. Која е неговата потреба. Му го решаваме прво проблемот, па му го нудиме тоа решение ние што сметаме дека треба. Рај не постои. Ако вие имате ваши пари, Добро? каде би инвестирале во недвижност? Моментално? Моментално во Дубај. Зошто? Освен тоа што велите квалитет на живот, квалитет на Повратот на инвестицијата е многу битен. Ако значи збориме моментот на инвестирање, За значи колку дека време овој стан може да се врати како инвестиција? па можеби 12 до 15 години. Во Македонија колку е повратот на инвестиција време? Па можеби многу повеќе. 20 години? 25-30 можеби, зависи. Па видете, ако тука земем нека просечна кирија од 350 евра, а ваму просечната кирија е 1000-1300 евра, значи за голема разлика зборувам. Кои се други атрактивни дестинации за инвестирање во недвижност? Луѓето во Европа инвестираат во Шпанија, инвестираат во Франција, инвестираат во Италија, Хрватска и Црна Гора стануваат. Италија, Франција и Шпанија кога ги посочувате, луѓето од Европа им купуваат станови покрај море? Зависи од клиентот. Корпорации поради релокација на бизнес купуваат и во центрите на градот, но луѓе што име за некој што име помал процентот на ние што име за лична употреба, 90% купуваат за бизнес. Да, покрај море име целта. Шпанија работиме дел од Коста да со Малага, Марбелја. Од другава страна исто атрактивни стануваат Хрватска и Црна Гора за балканските инвеститори. Како да таму цените? Таму се исто високи. Далеко се почнуваат да стануваат високи. Регионов сериозно високи цени оди напред. Колку се реални цените на недвижностите на Балканот? Слушавме ние за астрономски суми на недвижности во Белград, Загреб, Сарајево. Белград наводи што име преклад, зградите иде едно време од 9.500-10.000 евра квадрат. Балонот се полни. Имаме еден друг пример. Кога се искочи на молба дека Дански инвестициски фонд тука купува станови, преку ноќ се кренаат цените на становите на по 5-6-7%. Луѓето мислеат дека сите ќе ги купат нивните оставени станови. Моментот на шпекулација е многу важен и многу важно кој го кажува. Употребите збор балон, станува збор за балон за цените на недвижности на Балканот? Да, се полни балонот, така куповната моќ е таква како што е моментално. Секако од друга страна градежните компании си имаат свој давачки, транспортот, војнава се влие можеби на некој
зголемување на материјалите, но не мислам дека до таа зона каде што ќе треба. Колку е реалната цена на квадрат станбен во Шпанија, Италија, Франција и колку на Балканот? Видите, различни, пак локацијата, можеби негде на некој место на Балканот доаѓа повисоко него во Шпанија. Београд, например, дојде повисоко до некој момент од Италија, од Франција, зависи од локацијата, зависи од колкав е имотот, зависи од многу фактори. Но тука се. Доколку некој денес има слободен капитал и не гледа сега, Океј. зошто би требало да инвестира во Македонија, зошто не, или да бара можност за инвестиција надвор од земјата? Сега го советувам ако купува прв дом да си го купи дома, без разлика на цената, затоа што првиот дом е место каде што живееш. Ако луѓето се решени тука да живеат, тука да створат семејства, тука да се градат како луѓе, првиот дом треба да биде тука. Но ако мислат за бизнис, сметам дека поради од почеток ќе се вртам поради растење на капитал треба да биде надвор. Добро, велите кога ќе дојдат клиентите кај вас во фирма, прво ги прашувате што сакаат и им давате совет. Еве еден бесплатен совет за крај на младите луѓе кои можеби не гледаат. Ако еден млад човек е денеска на почетокот на својата кариера, за да ја обезбеди, односно да ја осигура на најдобар можен начин својата финансиска иднина, што да одбере? Да штеди за пензија, да купува стан, да инвестира на други начини или да инвестира во знаење во кариера или нешто? Мислам дека последното го даде најточниот одговор. Мора да стигнеме до кариера за да имаш од што да земеш да инвестираш. Значи прво мора да дојдеш до пари за да имаш каде да ги инвестираш. Ние збориме сите, им делиме не е она делење совети на младите да треба да тргнеш од што ќе тргнат. Од кои пари да ги тргнат. Значи парите треба да се заработат. Образование, работно место, можеби своја компанија, можеби претприемништво, можеби вработување во нека компанија и според можностите делење на приходите, односно мора да се веше да се размислува и во делот на пензија, ако се решат луѓето нормално за тука, но понатаму и можеби за недвижности. Бојан Петровски, меѓународен финансиски консултант, ви благодарам за гостувањето и денешното учество во Да си кажам. Благодарам на поканата и се надевам уште многу млади луѓе ќе имаат можност да си кажат своје мислење и нека своја експертиза да споделат. Секако. Вам ви благодарам за вниманието, останете на Телма и имајте убав ден.